добре дојдовте во уште една епизода на Next Gen Podcast. Моето име е Георги Докузов, а денес за чест да угостам во студиото имам Аријана Коскарова. Аријана, здрава. Здраво, Георги. Драго ми е што сум за прв пат во подкаст и таа во твојот подкаст. Така. Мене ми е просто неверојатно дека ти си прв пат на подкаст и дека до сега некој не те викнул. Но денес сме тука да исправиме таа грешка. Мислам дека се на посериозни медиуми интервјуа ме викаат, така што може би за тоа. Така, фала ти уште еднаш што ја прифати нашата понуда и што дојде во наш хаос денес тука да ја споделиме твојата приказна, која е мощна и интересна. Би рекол во неколку зборови од Шангај, преку Монако, на крај Мајами. Да. Не знаеме дали е крајот. Да, не знаеме Сега каде за крај. сега. Моментално за сега. Последна дестинација. Последна дестинација Мајами, да, точно. Па се надам дека им биде интересно на гледачите да слушнат. Така. Кога некој би те прашал од каде би ја почнала ти твојата приказна? Каде би се навратила? Па каде би се навратила? Може би почнала од крајот, па малце сега да се вратам назад. Последно нешто е Мајами. Јас секогаш сакам да живеам во сегашноста или она што викаат the present moment. Не сум човек што гледа назад. Секогаш живеам во сегашноста и сакам да гледам во иднината. Па и кога би започнала од нешто што е последно. И е интересно за мене, бидејќи секој пат кога ќе се видам со пријатели, сакам кога ќе се видам да имам нешто ново да споделам. Не кем само онака, знаеш, празни муабети. Сакам да имам, да им кажам нешто ново што ми се случило во периодот на животот, да. Така што Мајами е последно нешто. Последните 2 години живеам во Мајами и се доаѓам во Македонија, така почесто, меѓутоа да, бидејќи таму го развиваме бизнисот и Мајами ми е дома. И некој за тие што не сте запознаени со Аријана, нешто што ќе ви привлече внимание околу нејзиното име, што ви е веројатно познато, е Академијата Creative Hub, чиј коосновач е Аријана. Така. Може да почнеме за Creative Hub или јас би сакал да го оставиме тој дел како еден специјален дел околу академијата, академиите денес, таа форма на образование, верувам дека ти си доста во тоа периодов, а и последниве неколку години. Јас би почнал од претходно кога прв пат излегуваш од Македонија и каде прво почнуваш кариерно да се остваруваш? Така, па добро, би рекла дека моето малце посериозно излегување од Македонија, сега ако се навратиме некој 14 години назад, 2 пати бев на work and travel во Америка. И после тоа многу сакав да останам во Америка, меѓутоа да останам на легален начин, не на илегален начин. И затоа се вратив тука, запишав GMAT и TOEFL, меѓутоа не можев да добиам таков тип на работна виза. Не било времето. Значи сега ќе стигнем и до ова сега, меѓутоа тогаш не било времето и решив добро, можеби не е за мене, нешто друго е и во Америка еден човек што го запознав имаше агенција за Search Engine Optimization, работевме нешто кратко, тој ме препорача на еден негов бизнес партнер кој што отвараше компанија во Шангај и така некако да речеме бев во Шангај. Од Шангај, сега кој бил у Кина знае, Шангај е као Нью Йорк, јас секогаш викам. Меѓутоа, кога работиш во компанија, во корпорација, доаѓа момент каде што толку е нивото на растање. Не можеш повеќе, не може да бидат 10 луѓе CEO. Во кој сектор работеше? Во секторот на маркетинг. Може да имаш еден CEO и другите 10 може да бидат high перформери. Сега, бидејќи јас се сметам себе си за личност која што е high performer, едноставно сметав дека тука го достигнав максимумот и дека понатаму она што треба да го направам треба да се предизвикам и да основам своја компанија, меѓутоа нема вештини за тоа. Затоа се запишав на постдипломски во Монако, на MBA, за да стекнам вештини, да добиам идеја како јас себе сега кога би почнала компанија, како тоа да го направам. Да бидам искрена, на факултетското образование е добро, меѓутоа не ти ја дава се уште таа сигурност. Мислам, ти си знаеш, ама се уште не знаеш како, нели? И сега бидејќи по природа сум личност која што презима ризик, одлучив дека во ред најлесно место кај што може да започнам бизнис е Македонија, ќе се вратам во Македонија и најлесно место да го пропаднам е Македонија, така што окей е. Свој на своје тука. Да, 2017 година го основавме Creative Hub. 2019 година отворивме во Приштина. Значи го достигнавме веќе првиот успех, нема да заборавам, првиот успех, финански успех со Creative Hub.
ни даде мотивација да отвориме на уште еден пазар. Едноставно сакав да видам дали сум доволно добра и на други пазари, пошто секогаш мислам ако си ако мислиш дека си доволно добар, докажи се. Така е, покажи дека стварно си. И после Приштина реков, окей, сега од тука каде? Има еден пазар на светот кој е најголем, тоа е Америка. И 2022 година отидов во Америка, не со цел да останам да живеам таму, туку со цел да видам како може да отвориме бизнис. Многу разговори, многу адвокати и запознав еден адвокат кој што ме знаеше од претходно. И вика, Аријана, те знам, ти си Аријана Forbes Under 30, викам да. Ти вика треба да аплицираш, има еден тип на виза Америка кој што го дава на луѓе кои што сака да бидат тука. И со таа одма дојуваш 10 годишна зелена карта. И ја викам добро. И вика треба да аплицираме за таа виза, ама има една работа. Вика шансите да се одобрат се 0,0005%. И многу скап тип на виза е воопшто да сакаш да аплицираш за тој. Така што вика не знам на тебе, ама ја ти викам, ја мислам дека си совршен кандидат за тој тип на виза. Викам добро, ајде, јас ти верувам да се обидеме. Така. Long story short, ми ја одобрија визата. Extraordinary ability, professional и така всушност си реков, чим ова сега ми се случи, тогаш значи јас треба да бидам тука. И после тоа немаше више назад. Пред малку ми кажа дека денес и официјално го пуштате сајтот во Америка и затоа веројатно си најмотивиран, целиот дел го кукнавме од Форс, спомнавме Шангај, Монако, се во некако во 30 секунди. Претпоставам дека си превозбудена и дека тоа моментално го гледаш како... Па види, 2022 година февруари отидов. Сега е февруари 2024. 2 години да издржиш, треба да имаш голема храброст. Пошто 2 години ние не можеме да работиме во Америка. Прво требаше јас да добиам документи, после тоа лиценца за школа е најтешка лиценца во Америка да се добија. 2 години, буквално, значи јас таму не можам да работам. Не можам ништо да правам. Така што, затоа сум многу горда, затоа што секој што има бизнис знае дека раковедењето на бизнис и предприемништвото никогаш не е на кратки стази. Ако си на кратки стази, нема да успееш, ќе се откажеш. Тоа не си за бизнис, подобро работи негде, нема да имаш стрес, подобро ќе се снајдеш. Вака, кога некој може да издржи 2 години, да не работи ништо и да е упорен и да не се откаже од тоа, пошто било кој друг ќе рече, сега тука ќе се занимавам со ова, ќе се вратам назад или нели, зошто трошам пари воопшто. Меѓутоа истрајноста, јас секогаш викам, значи истрајноста или храбрите луѓе се покажуваат на крај, а не на кратки стази или кратка визија. Многу луѓе имаат идеја, ова сакам да направам, тоа сакам да направам, многу малци има луѓе што на вистина прават. Тоа е разликата помеѓу дали си стварно предприемач или си само некој што има идеја. Така. Бидејќи почнавме од крајот, сега да те вратам малце на почетокот. Кога прв пат се појавија тие првите предприемнички искри кај тебе? Од за денес, мислам сега јасно се гледа твојот став во предприемништвото и твоите успеси изборат за тоа, но од кога онака прв пат многу ти се роди таа желба? Втора година факултет, прво многу ми одеа јазици и учев испански 7 години и англиски и држав часови на луѓе, на постара жена имав, како им држав часови, ги учев англиски и им реков на мојата втора година на факултет, јас сакам да изнемам простор, бидејќи сакам да имам центар за странски јазици. И нормално мојата важи. Да. Ама, пошто секогаш ме поддржувале, татко ми зема една просторија, некои си 20 на квадрати, ја изранта, окей, ева она тука ќе држи часови, ја опремивме и стварно имав студенти, некои 4-5 студенти имав, држав групи. Меѓутоа, од секогаш сум сакала да имам нешто мое, затоа сега може би смешно е што реков од секогаш, меѓутоа навистина се го чувствувам, сега некои луѓе се чувствуваат дека сакаат цел живот да работат за себе или да имаат нешто свое. При тоа можам да кажам дека мојот најголем успех се должи на мојата дисциплина. Јас сум многу дисциплиниран човек, можам да работам по 12-13 сата на ден, кога треба, 7 дена на неделата, значи максимално посветена, а тоа се должи па на дисциплина која што сум ја стекнала кога сум работела за други луѓе. Така што
При тоа не мислам дека нели да мислат луѓето ај сега она почнала бизнис затоа што секогаш мислела дека ќе има бизнис. Не. Мене не ми беше прво работно искуство бизнис. Мене прво работно искуство ми беше држав часови на жени или на деца, нели по англиски. Меѓутоа и тогаш се гледала таа истрајност и тоа биле за некои 150-200 денари час, знаеш колку се кај нас. Меѓутоа не е за 150 или 200 денари по час. Туку е за тоа дека ти го имаш драйвот во тебе, дека имаш акцијата, дека окей, тоа сакам, ќе одам и ќе го направам. Дали ја ќе заработам 150-200, не е битно. Битно е дека тоа сум го наумила и тоа ќе го направам. Кој го има вродено тоа кај тебе или сама некако го осозна? Мора некаде да има корен, да го Па, извлечеме коренот на... Да, види, мајка ми е професор по општа педагогија и методика на воспитна работа на педагошки факултет, така што убаво не насочила во животот. Меѓутоа, јас сум исто така и лав во хороскоп. Мислам дека малце и лавот има влијание, пошто ги имам карактеристиките кои што еден лав ги има. Така што можеби се доаѓа. Значи микс од дома и астрологија. Така, ајде тоа да те вратам, сакам малце да те вратам во кино да ми кажеш за тој период на некој како ти влијаше тој период таму работата, културната разлика, бидејќи пред некоја епизода една од гостинките исто така имаше живеено во Шангај и сподели тука со нас дека не можела баш да ја доживее како своја таа култура таму, односот на луѓето, тоа како се затворени, можеби на некој начин не се отвараат како нас. Види, ја мислам истото чувство Кина, можеби Дубај, секаде каде што сме со Индија, сега сум била исто така и во Африка, Тунис. Мислам места каде што сум била повеќе, сакам да кажам не на одмор, туку каде што сум била повеќе од еден месец, дали бизнес wise, дали некако во животот. Не се припаѓаш бидејќи е различна култура. Сега прво не зборуваш јазик. Не може ти да живееш во земја каде што мислам можеш да живееш, ама не долгорочно. На пример, фамилија да оформам таму би било сигурно многу тешко, затоа што прво ја не зборувам кинески. Ја немам желба да научам кинески. Мислам, ме разбираш, треба да имаш, ако сакаш, треба да имаш желба да го направиш тоа. Истото, например, и во Дубај. Мене во Дубај ми е супер многу бав град за искачање, за одање, за одмор, за се. Меѓутоа да ми речеш да живеам таму, најверојатно исто така би се чувствувала дека не припаѓам за живот, зборувам. Иако е многу модерен, направен по Мајами, значи апсолутно се ти нуди, ама сега зборуваме малце еден долгорочен живот, како што, нели, може ти да живееш во Скопје и да патуваш на многу места. Меѓутоа, да живееш во Кина или Јапонија, во Јапонија исто сум била. Многу беше интересна една анегдота од Јапонија, во Фукуока, еден град четврти по големина. Влегуваме у такси и тој што е таксистот ми вика од каде си? Ја викам Македонија, вика жена ми од Романија. Викам добро. Вика ние ќе одиме за Романија. Викам зошто бе? Викам Јапонија број еден земја у светот, колку е чисто, колку е средено, стандардот на живење сегова. Пред 10 години им беше 6000 евра месечно, па сега кузна колку е. Викам совршена земја. Вика да, ама жена ми е тука секогаш граѓање на втор ред. Кога одиме на лекар, прво сите јапонци се, а после тоа она. И вика мене тоа не ми се допаѓа и затоа јас ќе се вратам. Така што мислам дека не припаѓаме бидејќи не сме дел, не сме родени таму. Нормално дека кај да одиш онамо каде што си роден и ќе се чувствуваш како еден дел од тебе, како да таму припаѓа, нели? Нормално дека за мене тоа е Македонија. Сите други места, сега Америка малце поинаку, бидејќи во Америка сите се нели melting pot, сите се дојдени, никој, мислам ретко кој е класичен американец, обично сите се нели имигранти или голем број се имигранти, не мора сега да значи сите. Да не се навреди некој. Да, меѓутоа да речеме е земја каде што те прифаќаат. И секој е американец, ама и кога ќе прашаш некој од кај си, ќе ти рече I'm from Japan, I'm from Spain, I'm from нели од некаде, а всушност сите се американци. Така што дали бидејќи јазикот го зборуваме, не знам, можеби тоа е тоа, меѓутоа ева на пример исто и у Тунис не сум се осетила дека можам да живеам таму. Сум била месец дена и сум сватила дека не припаѓам на оваа култура, дека сум различна, ништо против, тоа е се супер. Значи, убава земја, убава да се види, пак би отишла сегда, меѓутоа да сега некој да ми каже, окей, сега унаренте до крајот на животот ќе живееш таму и од таму ќе патуваш, онака најверојатно би рекла одлично е, меѓутоа мислам дека не е правилно за мене. Значи како твоја база останува Македонија и понатаму? Па база ми е Мајами моментално, а во Македонија си доаѓам бидејќи имам бизнис тука, бидејќи имам фамилија, најмногу поради Creative Hub.
меѓутоа базата во овој период ми е Мајами. Така. Creative Hub го спомнавме, може да почнеме и таа тема. Решаш да отвориш бизнис во образование. Која дупка на пазарот ја виде? Зошто баш Creative Hub како бизнис во образованието? Така, види, мајка ми и татко ми се универзитетски професори, така што и баба ми, дедо ми исто така беа наставници. Така што ние фамилиарно сме во образование. Јас имам некој си образован бекграунд. Сега, на пазарот 2017 година нормално фалат луѓе со вештини. И сега фалат луѓе со вештини. Ние, ако постоиме, постојат и други центри како Creative Hub, меѓутоа не успеа да се, да речеме, окей, ги обучивме сите, толку сега тука си да се обучени во оваа земја, нема потреба. Значи, нормално дека кога работиш во тек професии, во IT, во нешто кое што секој сака да влезе, зашто бидејќи се развива онаа потреба за работа од дома, работа како фриланс, втора работа, секој сака флексибилно работно време, на некои луѓе им е досадено 10 години истото од 9 до 5 или на иста работна позиција. И сега кога ти ги имаш можностите да се стекнеш со вештини, а притоа не треба да одиш 4 години повторно да учиш, нормално дека секој човек сака да научи, па макар некои луѓе запишуваат чисто и за себе. Јас секогаш викам, има 2 академии што секој треба да ги заврши: човечки ресурси и дигитален маркетинг. Значи тоа е дигитализација. Значи секој треба, за ти да можеш утре прво твоето дете да го разбереш, треба да знаеш што се случува, да ги разбираш програмите. Сега јас се сеќам кога сум била дете, многу ми беше супер, бидејќи мајка ми беше една од првите што има интернет дома и ме научи како да пребарувам на Google и сето тоа. Значи јас сум имала кој да ме насочи. А замисли ако мајка ми била, не знам што е тоа, Не чепкај. Не го чепкај, нешто, можеби јас немало да бидам ова што сум сега. Значи многу е битно ние да бидеме во тек за да можеме да ги насочиме и идните генерации. Дали некои луѓе запишуваат за промена на кариера? Да. Дали некои луѓе запишуваат чисто бидејќи сакаат да стекнат вештини? Да. Дали некој запишува бидејќи едноставно е убаво да продолжиш да учиш? Значи, нашиот образовен систем некако има заврши факултет, вработи се и толку ти сега завршил со учење до крајот на животот. Како си завршил? Па цело време има нешто ново. Значи, цело време, мене специјално ми е маркетингот, еволуира од лани до сега, има толку промени и апгрейди направено, значи жива материја, цело време еволуира. Ние мора да бидеме во тек, ако сакаме да бидеме компетитивни во пазарот. И сега, ако јас имам бизнес и сакам да бидам конкурентна, и сите други сакаат да бидат исто така што имаат бизнес, мора да бидат во тек со технологиите. И затоа мора континуирано да се надоградуваш, или ти како CEO, или луѓето кои што ти ги водат тие оддели. Така, со која академија прво почнавте? Како беше во стартот, како го засновавте бизнисот, бидејќи сега чуваме почнување бизнис, многу би ги интересирало тоа. Да. Многу луѓе го гледаат овој подкаст што би сакале да се пронајдат во нешто и приватно ми пишуваат. Би сакал ако можеш да се присетиш на тој момент. Отворам бизнис, како од каде побра прво помош, идеја, грешки што ги направи, да потикнеме некој што може би размисла на таков некој чекор. Така, па види, Creative Hub првично беше замислен да биде центар за јазици и курсови. Тогаш устани мислев академиите, земав една салфетка и на салфетка напишав ако толку студенти имам, толку пари ќе правам, окей, си направив нека математика, окей, добро, имам математика, ќе почнеме. Почнавме и сваќам дека курсови прво се многу ефтини во Македонија, не можеш да наплатиш. Не сме ни на нула. И викам на брат ми, ништо го затвараме, окей, ја потрошив пари, значи сето тоа во рете, толку го затвараме, он вика не чекај малца, брат ми многу одеше по такви како невладени, така беше со луѓе секогаш бил. Ќе правиме академија. Кам која академија? Вика сет од курсови, така малце по специализирани програми. Првите кои што ги почнавме беа графички дизајн и дигитален маркетинг. И почнавме да разговараме со предавачи, меѓутоа предавачи кои што се искусни, на пример арт директор на Publicist. После тоа зборувавме со PR агенции, значи во првата кога ги правевме програмите, буквално разговаравме што ви треба на вас, како идни луѓе што вие би ги вработиле, што треба да знаат тие луѓе. И така ги направивме програмите. И почнавме една група, друга група, окей, почнавме, видовме дека има интерес, дека луѓето навистина стекнуваат вештини, дека си го променуваат животот. Нема ништо пово, јас нема да заборам на почетокот на кариерата, ова не се случи. Доаѓа свекарот да
снаата била невработена и да стекне вештини, да плати за неа академија за дигитален маркетинг. И вика, да ве замолам да ја најдете работа. И ја викам, добро, ти знаеш ми каков товар ми беше тоа. Значи, тоа ни беше едни од првите студенти. Ја не можев да спиам. Значи, ја другиот ден земав да вртам колеги, продавачи. Одма ја вработивме. Значи, уше втората, третата недела, па со пракса започна. Значи, јас толку имав одговорност према тој човек. Едноставно ни дал доварба. Ти знаеш кога ќе дојдат луѓе кај што ова ти е како надеж. Значи, последна надеж дека сакам нешто да направам во животот. Сега таа личност се реализирана и сето тоа поминале нели 6-7 години. И кога ги видам луѓето што постигнале после тие наши академии. Имаме една девојка од Куманово, доаѓаше тогаш на првата академија за графички дизајн. И она беше средно, доаѓаше секоја сабота и недела, замисли до Скопје да учи. И сега преку ние помогнавме, преку нас да се запиша во Miami Ed School во Берлин, проложи во Берлин и сега буквално живее онака dream life. И колку имам гордост за тоа што ти на овие луѓе си им помогнал, си им го сменил животот, си им дал насока. И таа насока е буквално после Берлин нема лимит. Значи кој ти е неограничен пазар ти во Берлин да студираш и да работиш маркетинг. Така што се тоа што сме го направиле, мислам дека образованието е една многу благородна професија и најмногу ме исполнува кога ќе видам луѓе што промениле кариера. Дури ми се случува многу пати на LinkedIn сами да ми пишат: Аријана, сакам да ти дам интервју за тоа што стварно сте ми го сменила животот. И мислам дека тоа е најубавата работа која што ја добивам од мојот бизнис и ми се случило неколку пати да ми колеги од маркетинг да ми кажат во најубавата работа имаш бидејќи работиш со луѓе кои што навистина сакаат да променат нешто и кои што на крајот нешто убаво ќе им се случи на крајот. Знаеш, завршетокот е убав, промената, нова кариера, исполнетост. Така што многу сум срекна што ете сум го избрала тоа да ми биде примерен бизнис. Така, кога почувствува дека Creative Hub тоа е тоа, со овој бизнис? Мислам, веројатно на почетокот, кога што сподели сега, ти исполнувале тие коментари дека некој нешто учи, дека се вработува и си била исполнетост, но веројатно и таа бизнис страната е секогаш нормално како предприемач, уште од средно од факултет. Таа бизнис страната кога кликна? Бизнис страната, па кога ги направиш првите пари. Знаеш, едно е, спомнав и претходно, јас имав многу високо мислење као себе си, као хај перформер на работа. Значи, си имам докажано. Меѓутоа, после тоа, кога почнав самата да раководам бизнис, буквално сме почнале од нула, значи со минимална плата, се работа в која отворив компанијата, ма ти кажав претходно, ја никогаш не гледам назад. Значи, ако вчера сум заработувала, не е битно, од 10.000 евра, денеска тука отворам бизнис, почнам од нула, ќе работам за 300 евра, без пари ќе работам, пошто треба да ги направам 300 евра за да си ги платам, нели? Значи, не се 300 евра, с големија минималната плата, ама ме разбираш. Значи секоја работа, ми чистачка и на телефон ќе одговарам и маркетинг ќе пуштам, значи се што треба, пошто јас имам сега друга визија. И мислам дека тоа кај мене како карактеристика многу ми се допаѓа, бидејќи тоа е таа истрајност и тој фокус. Не гледам кај сум била вчера, гледам утре кај ќе одам. Првите пари кога ги направиш, нормално првото задоволство е мотивацијата, окей, сега тука, сега што после тоа? Знаеш, сега тешко е после тоа да си ја одржиш мотивацијата, пошто веќе си ги постигнал. И затоа беше вториот пазар и затоа беше третиот пазар, пошто не сакав да ми биде како, окей, ја сега постигнав нешто и супер е сега, ќе, знаеш, толку е растот у оваа земја, сега не сите знаеме 2 милиони пазар, 2 милиони пазар, толку е ограничен на растот. Меѓутоа, предизвикот, окей, ајде да видам на друг пазар, ајде ке се не зборам јазик, окей, ајде да одам у број еден пазар, у прва лига, да видам ке успееме ли таму. Предизвикот е секогаш да се стигне до првиот студент, меѓутоа, после тоа друг предизвик има да го одржиш успехот. Значи, пошто секој што е бизнисмен знае, секој ден е нов ден, нема бизнисот, окей, еднаш направив пари, сега имам пари до крајот на животот. Не, другиот ден па треба да дојдеш на работа и почнеш од нула, да стигнеш до нови клиенти, а пак од нула од нови клиенти, така, тоа е една убава осцилација, мотивација, затоа што сака да има приватен бизнис. Така, пред да преминем на ширењето на Creative Hub, би застанал за момент околу Forbes, да спомнем, 2019 година, ти и твојот брат бевте на листата Forbes 30 најуспешни млади под 30 години. Така. Како се случи тоа, како ви исконтактира? Општо целиот тој, бидејќи Forbes е доста силно име. Да, ни беше тука гостин и лицен пријател ни стана после тоа.
уредникот на Forbes, Рандал Лейн, ни беше на гости у Македонија, многу ми беше драго. Како се случи Forbes? Forbes се случи, значи ти кажав дека студирав во Монако, еден мој колега од MBA, беше таа година Forbes, ми испрати покана, дали сакам да одам со него на Forbes, во Тел Авив, отидов во Тел Авив, тука случајно ме пријави на една како панел дискусија на која што учествуваше уредникот Рандал и тогаш Creative Hub беше интересен концепт, бидејќи другите луѓе кои што учествуваа беа од факултет и од како платформа за курсеви. И ние пошто сме поразлични, пошто не сме курсеви, туку сме поинаков концепиран модел, а не сме ни факултет и многу му беше интересно и после тоа почна да разговара со мене. Вика јас ќе ви испратам покана и многу му се допадна. Рандал е типно човек што го сака хаслинг моментот да го види кај тебе, дека ти стварно си човек кој што знаеш почнал од нула и ти можеш да направиш. Знаеш дека ти си човек кој што од нула ќе иде и ќе направи. И онаа борбата, знаеш дека кај да те пуштат. Имам сега многу пријатели кои што ми викаат: "Алана, кога ти отиде у Мајами и ти стварно успеа. Значи, знаеш кај да те пуштат ќе се снајдеш и ќе успееш." И па да почнеш од почеток, пошто у Мајами почнавме од почеток. Рандал тоа сака да го види, дека ти стварно од нула си направил, ама дека можеш да издржиш, дека не си за краткорочен успех и дека имаш визија, ама и дека имаш акција и работа. Така што тој грайнд да го тој хаслинг моментот, дека си real deal. Не беа гостини тука, тогаш исто така таа година дојдоа и уредници од Forbes да проверат нели дали стварно си таков бизнис како што си. И после тоа на Forbes не знаеш дека си додека не објават листата. Така што јас станувам тоа утро, мајка ми сава, брат ти доби Forbes, викам ја не добив, викам. Многу беше интересно. И мајка вика, бе провери, викам еве мејл гледам, и сега мајка вика добро, па сега барем еден добил. Викам да. И правам рефреш и гледам имена ми стигна, да ме congratulations. На поканија во Лондон, имаше доделување, тогаш бев најубава облечена. Многу ми е драго така, сакам да ја представам нашата земја. Па сега мора да се издвоиме, нели, како специјални и баш Рандал се смееше, тогаш не бевме вака пријатели како сега. Ама многу беше интересно, вика македонката втор пат најдобро облечена, и тоа пред сите беше интересно после на медиуми. И така што Forbes е едно прекрасно искуство, меѓутоа најзначени се пријателствата кои што излегле од таму. Тоа сакам да те прашам, како е концепиран тој модел таму? 30 најуспешни млади под 30 години, целиот склоп на активности што се случуваат, како вие се запознавате, правите нешто, тоа е како некој камп? Да, како значи они 4 пати годишно прават настани на кои што ти си поканат. И сега на тие настани, например, јас го запознав на Dior главниот маркетинг директор. После тоа ние правевме тука самит, Балкански предприемачки самит, го поканив Акаш да дојде ни биде спикер. Значи, си го запознал, си знаеш, запознаваш круг на пријатели, кои што се некои нешто. Секој таму е некои нешто, така што има 4 пати годишно настани, тие се за дружење, дел се панел дискусии, има забава, многу се убави самите настани. И генерално се за креирање на нови контакти. И тоа е единствено нешто што можеш да го земеш од секоја, независно дали е комора, дали е настан, е нови контакти. Затоа треба да се вложува, бидејќи контактите со оние кои што после тоа во животот може да ти помогнат и ти да просперираш и да растеш уште повеќе. Доаѓа наред Косово. Од каде идејата прво за ширење? Почна, сакаме да се шириме на друг пазар или веднаш Косово може би излезе како некоја интересна опција, па од таму идејата за да влезете на тој пазар? Кога го правевме Балкански самит, дојде млад дечко, албанец од Скопје, ми вика: "Аријана, многу ми се свија Creative Hub концептот, да го отвориме во Косово." И ја викам: "Ајде." И така почна. Мислам, јас сум многу така лесен човек за отварање. Така што, пресметавме колку пари ни треба за инвестиција и за помалце од Балкански самит го правевме у септември, ние во ноември веќе имавме регистрирана фирма, февруари правевме официјално отварање. Значи за помалце од 6 месеци отворивме во Косово. Како отворивме во Косово 2 групи, исто така таму почнавме со човечки ресурси, со дигитален, добри студенти, тие студенти што беа првите групи излегоа сега се на вистина или имаат сопствени агенции, маркетинг агенции или работат за многу успешни компании. И почна короната. А во Косово има еден парадокс, таму сакаат да бидат часовите со физичко присуство.
ние година и пол, 2 години плаќаме деловен простор, а не правиме пари. Затоа што сега не можеме да го откажеме, не можеме да ја затвориме фирмата, нели има договори, ама студентите сакаат кога ќе заврши да се вратиме со физичко присуство. Не се прашал таа онлайн. Ние имаме студенти онлайн, многу мал број се. А за разлика од Македонија, кај што академиите се фул онлайн. Меѓутоа во Косово не се задржани физичките простори. И дури сум викам добра инвестиција што сме земале 200 квадрати на почеток, кога сме, знаеш, нема доволно студенти за 200 квадрати простор. Меѓутоа сега од оваа перспектива, после 4 години, пошто оваа година славевме 4 години, гледам дека не била добра инвестиција. Како Тој е како простор. пазар Косово, како би го опишал? Како е прифатија таму? Па ние сме нескромно ќе кажам број 1 на пазарот у Косово и можам да ти кажам дека албанците ако им дадеш квалитет, ако им дадеш знаење, ќе добиеш респект назад. Секој за свој пари сака да оди онаму каде што ќе научи. Така што драго ми е што имаме почета од луѓето, драго ми е имаме прекрасен тим и драго ми е што едноставно можам да кажам дека сме поем за квалитетна едукација. Така. Понатаму, после Косово, кога дојде првата идеја за Америка? Па после Косово, сега што понатаму, нели, не сум човек Нов кој предизвик. што кој што Во може потрага. ајде тоа па тоа, нели, ми требаше некој нов предизвик. И реков ќе одам во Мајами, имав земено стан за 2 месеци, викам ќе одам во Мајами. Сум била претходно неколку пати на одмор, значи мислам дека битно да се напомена, не е дека ја сега прв пат отидов и окей, ја ќе отворам тука, нели, мислам сепак го знаев градот. И реков и ме прашува зошто Мајами, викам Мајами е како Монако, ама со економија. Ме потсека на Монако, Монако многу ми се свиеше, меѓутоа многу малечко. Нема што да правиш освен ако не си во investment banking или private equity, реално ти немаш што да работиш во Монако, освен ако не сакаш јахт брокер да бидеш, тоа не ми беше некоја желба. Ама Мајами ми беше исто како Монако, така значи се ти нуди за еден убав избалансиран живот. Меѓутоа со економија. И реков ќе одам у Мајами. Си баш тоа прашање си го поставив. Ако ти е последен ден на животот и ако треба да одлучиш кај сакаш да одиш, кај би отишла, Мајами ми дојде, окей, одам у Мајами. И така, отидов и почнав, нели, прво разговори со адвокати, со сметководство, сега веќе имам искуство од 2 претходни бизниси. Многу е полесно да отвориш трет кога веќе имаш 2. Тешко ќе беше ако беше прв бизнис, меѓутоа ја точно знаев што треба да прашам, точно знаев што треба сметководители да прашам, точно знаев што ми е потребно. Сега, она што не го знаев и што го потценив, можеби беше лиценцата или процесот на лиценцирање. Бидејќи кај нив тоа и го нема како да го научиш, едноставно ти го праќаат законот, па ти читај го, тумачи го и после тоа прави апликацијата за лиценца. Меѓутоа, си реков чим сум тука, ај барем да научам школа како да се отвара бизнис во Америка. И го поминав и тоа школа. Успешно. Па успешно, да. Чим се враќам со документи и лиценца, значи успешно. Така. Посакувам среќи на тој пазар и не сомнувам, верувам дека ќе постигнете успеси таму. Сега после Америка какви се твоите размислувања вака на дневно ниво? Бар во потрага си понов предизвик или овој сега сакаш да го после Америка, види сега во Америка сакаме нормално предизвикот, сега ние имаме се што треба, сега првиот студент, првата група студенти да бидат задоволни и да излезат како добри кадри, кои што после тоа нема да имаат проблем да најдат работа. Тоа е предизвикот, а после тоа го кажав и оваа година и на настанот кој што го правевме во Александар Палас. Ако успееме да стигнеме до Њујоршка берза, мислам дека после тоа можам да се пензионирам. Тоа не е за еден ден, нели? Тоа ми е за наредните 5 години. За наредните 5 години? Па. Значи, твојата амбициозност е пак поголема. 5 години се сосема доволен период. Јас имам претходни 5, значи 5 и 5 се 10. Ако ги земе овие 2 бизниси, така што мислам дека е сосема доволно за да се направи еден прв екзит на бизнис, како што викаат. Значи планот би бил во таа насока, мислам што е нормално. Па, види, не, тоа е моментално од оваа перспектива. Сега работите нормално може да се сменат, плановите се менуваат, меѓутоа од оваа перспектива тоа би ми било, ако ме прашаш идеално сценарио, би рекла дека да излеземе на Њујоршка берза би ми било идеалното сценарио. Квалитетен екзит. И квалитетен екзит. Па да се пензионирам после тоа. Така.
Да те оф топик би сакал да те прашам сега на страна нешто. Како успеваш да избалансираш се во животот? Со твојата амбициозност, со сите проекти, со се што правиш во животот на професионално поле? Ти паѓа тешко Професионално и некогаш? приватно. Види, има денови каде што нормално имаш повеќе работа, има денови каде што имаш помалку работа. Ако ме прашаш како ми е еден ден во Мајами, многу интересно во Мајами стварно станувам многу рано. Секогаш на кај 5 сабајле, во 6 одам да вежбам. И после вежбање ми почнува денот исто таков елан. Бидејќи нели различни временски зони, 6 сата ние сме поназад од вас, веќе е тука 12, ја почнувам со работа. И таму некаде кај 2-3, после тоа ручак, имам еден power nap, саат време и после тоа сум пак можам да работам и пак можам да вежбам. Така што денот во Мајами мене не ми е баш стресен, знаеш, иако изгледа претприемач, меѓутоа искрено многу живам и многу ми е избалансиран животот. Би рекла постресен ми е во Македонија, бидејќи милион луѓе сакаат да се видат со тебе, секој нешто сака, нели сега интересно Да снима и подкаст. Америка, да снима подкаст. Возам, еве денеска сега се вратив од Косово, значи возам цело време на релација Скопје, Косово. И мислам дека тука дури ми е малце по-стресно него ли што ми е во Мајами. Во Мајами ми е баш онака смирено и уживам. Активности на страна од работа? Хоби и такви работи? Везбам. Сакам убав живот, сакам да излегувам со пријатели, добри ресторани, сакам да одам на плажа, сакам да се дружам со убави луѓе, конференции, настани, фестивали. Едноставно, еве сега баш земавме карти, ќе гледаме Rolex Masters и NBA и сакам и тоа, нели? Едноставно сум за убав социјален живот и навечер нормално да се релаксирам, дали со убав филм, дали со чаша вино. Значи едноставно и квалитетно. Едноставно и квалитетно, да. Така, Аријана, поминавме доста теми, мада со тебе може да се збори уште многу. Беше голема чест, веќе го приведуваме при крај разговорот. Сега ќе те прашам што би да кажала за крај. Многу ми е битно што би кажала и како некоја мотивација, бидејќи овој подкаст го гледате доста млади, next gen, дискутиравме околу името преска и општо околу целиот наш концепт, малку ја се ти разменивме. Така што полека би почнал да го одјавувам разговорот со тоа што би те прашал, што би кажала ти за крај. Што е тоа што размислаш дека би го пренела, што би сакала да биде некој takeaway меседж од овој разговор меѓу нас двајца и од тебе како личност? Види дека те кажам нешто многу искрено, кога отидов во Америка, бидејќи сама отидов, зборувам за сега во Мајами конкретно. Цело време викав сакам да успеам за да им бидам мотивација на младите дека може. Значи може да си македонец од Македонија, да отидеш во Америка, нормално ако имаш квалитетен бекграунд. Значи ја прво требало бизнис да изградам па да ми ја дадат овој тип на виза. Не било ја дојдов сега па вие нели дајте ми. Меѓутоа дека е возможно. Ако се вратиме назад, значи пред 10 години не сум била конкурентна за да ми одобрат виза. Меѓутоа сега ми даваат еве ти документи, ние сакаме да имаме луѓе како тебе. Значи ти мора да се изградиш себе си како личност квалитетна и тогаш се е возможно. Не постои нешто што не е возможно. Само треба да се вложиш, треба да истраеш и треба да имаш јасна цел, да не си на кратки стази. Така што би се надам дека луѓето би се змотивирале дека светот е едно глобално село и дека се што сакаш можеш да направиш во животот. Меѓутоа за да стигнеш до тој момент на се што сакаш, треба претходно да работиш, треба да стекнеш искуство, така се што мораш. И да истраеш, пошто многу лесно можеш да се откажеш и многу лесно можеш да западнеш во анксиозност или депресија или да те изеде стресот. Ако немаш јасна слика и јасна цел кај сакаш да одиш. Така. Јас би се надоврзал со ова дека ми беше огромна чест што дојде и што го испочитува нашиот подкаст, да бидеш дел од новата сезона, а исто така ми беше огромна чест воопшто да зборам со една успешна и амбициозна жена како што си ти. Верувам дека ова е доста голем пример и за сите жени кои ќе го гледаат овој подкаст. Да, ние сме Women Power често во подкастот и повеќе мислам дека до сега гостинки имало отколку гости, така што мислам дека си еден доста добар пример за сите што сакаат да се ако ништо друго да се пробаат барем на тоа поле на предприемништво. Така што уште еднаш ќе ти се заблагодарам многу што дојде. Фала и ти, се надам дека нема да биде последна можност за наша соработка на било какво поле. Само те не така кажам, у бизнисот нема мажи или жени, има само успешни луѓе.
Така што ти благодарам и тебе, и мене ми беше драго, особено вака се млади луѓе кои што на иновативен начин работите и се обидувате да нели да се промовирате на пазарот, така што секоја чест и за вас и ова вие што го правите, навистина треба истрајност. Доаѓам од маркетинг, знам колку треба да истраеш за да ги направиш сите работи поврзани со подкастот. Така што ви симнувам капа доле и од мене и ви Фала благодарам ти. и да имате уште многу вакви успешни приказни. Фала ти многу уште еднаш. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.